Иако која партија која ќе дојде на власт објаснува дека исилувањето на граѓаните е логичен глобален процес, а не последица од економските и другите политики на владата, а опозицијата за тоа ја критикува позицијата, во суштина кучињата лаат, каравановци врви. Како и да е, статистичарите изнесуваат неумолливи бројки, според кои само во 2020 година од Западен Балкан во развиените европски земји мигрирале над 250.000 граѓани. Кога е таква бројката, интересно е која земја котира највисоко според иселувањето. Миграцијските процеси добие драматични размери кога е во прашање воената криза во Украина, каде се регистрирани сериозни екзодуси кои влијаат на состојбите во поширокиот регион. Инаку, доколку податоците се вратат уште поназад, во 2018 и 2019 година, ќе се види дека од Албанија во Европската Унија се иселиле над 70.000 граѓани, по неа следи Македонија со 25.000 граѓани или 2,3% од вкупното население. Од Косово на работа низ Европа во тие години заминале околу 40.000 граѓани или над 2%. Босна и Херцеговина ја напуштиле 55.000 граѓани или 1,7%, Србија 55.000 граѓани, малата Црна Гора 3.000 црногорци или 0,5%. Според податоците на Евростат, жителите од земјите на Западен Балкан најчесто одат во Германија, каде истата година се одселиле дури 20.000 косовци, по 17.000 жители на Босна и Херцеговина и Србија, 13.000 граѓани од Македонија, 1.500 од Црна Гора. Граѓаните на Албанија најчесто оделе во Италија. Во годините пред пандемијата најмногу доселеници примила Германија, вкупно 545.000, Англија 450.000, Франција 265.000, Шпанија 250.000, Италија 240.000 и Шведска скромни 125.000 граѓани.